Почитувани, тема на денешната пресконференција која организира ВМРО ДПМН пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е реакцијата на СДСМ во која ВМРО ДПМН го обвинуваат за злоупотреба на трагедијата. Им порачуваме дека не е трагедија да не се бавиме со злоупотреба на трагедија, туку трагедија е злоупотребата на службената должност и овластување на министерот Николовски. Именно Николовски, место да се бави со бледи соопштенија, треба јасно да ја одговори на јавноста. Дали советникот кој ја направил сообраќајката и целосно го демолирал возилото Dacia Duster од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, имал овластување и можел да го управува истото. Трагедијата, како што знаете, се има случај на релацијата Виница-Берово во работно време и дали советникот возел со пропишаната брзина или возел неколкократно повеќе од пропишаната брзина. Истовремено, министерот Николовски ја злоупотребил службената положба и овластување, давајќи му налог неовластено, иако за тоа немал законско право. Доколку го тврдат спротивното, ќе ги замолиме да го покажат патниот налог со кој е упатен советникот. Истовремено ја прашуваме власта дали ќе покрене прекршочна постапка према советникот, а со тоа и кривична постапка за злоупотреба на службената должност и овластување. Додека земјоделците мака мачат со пласмана на земјоделските производи и откупот, истовремено власта се поигрува со службениот имот. Доколку не постапи власта согласно позитивните законски прописи, ќе сметаме дека намерно сакат да го запошотат овој случај, а истовремено им порачуваме дека време е власта на СДСМ да си замине, бидејќи ова не им е прв случај на злоупотреба на државен имот. Ви благодарам.